Стадион. 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 Студио Штип 032 397 727. Назад сме на стадион и сега доста зборевме ние и доста дебатиравме, туку ги начнавме само темите, не баш дебатирање. Би сакал сега да дадам предност малце на слушателите. Јас извинувам што моравте да останете 30 минути без можност да се јавите. Па од тука би го повикал и првиот слушател денеска. Дали се слушаме? Намалете го радиото. Дали се слушаме? Ајде уште еднаш, ало? Ало, добар ден. Добар ден, вие сте на стадион и повелете. Фала на Бога што сум јас на стадион и поздрав до себе овие твои гости и сите браќа македонски што ја слушаат оваа емисија и фала му благодарам на разумот на вашиот газа што има такво размислување да дозволува да се презентират, да се водат такви дебатни емисии, за да секој си го кажуваме она. А јас тоа би го рекол како што е добро, а што лошо кај детето, родителот и државата. А таа е тема која што дава решение на се во Македонија и за Европа. Ако кажеме што е добро, а што лошо, автоматски ние ја кажуваме сликата на Македонија и ќе ни биде јасно дека тиве овие, не во овие 20 години, него во овие 40 години, па и 50 ќе речам, биле иста багра ја водела Македонија и тогаш, затоа се продавала Македонија и пред 100 години, затоа и пред 50 години, затоа и пред 20 години, и пред 10, и сега се продава Македонија. Еве за тоа што сега е собранието фабрика за производство на капиталисти. Секој градоначалник постанува капиталист. Од голи пиштоли стануваат царови. Меѓутоа, за докторите, јас би ги опфатил овие теми ваши, баш ми е мило што опфатите се. За докторите се како Европската Унија, како хак. Знаат што не чини, ама не го прават како треба, него наопаку. И да не им е чудно. И сега, или па владата, раѓајте. Што да раѓаат? Кој да раѓа? Граѓаните ли да раѓаат? Селото го уништија, селаните ги уништија, а раѓајте. На кој? На тие што се социјални, не македонци, што се социјални чекачи, што чекаат. Еве, ако сакате да дозволете ми, од повеќето ми ќе опфатам така, што чека социјална помош од 2-3 страни по градовите, тие се само перат, котат и чекаат да им дадеме ние македонците данок да платиме, за да тие земаат и лапаат народна мака, или па овие не македонците што се собраа во Борис Сајковски милијарда се собраа, милијарда луѓе се собраа. Мислам дека тука не сте во право, не треба да ги делиме македонци, не македонци, тоа е фашизм. Чекайте да ви кажам, ако сакате, чекайте да ви кажам. Тие гледаше како се обединија за својата цел, се обединија и идат напред. А ние, граѓани се граѓани, селани се селани, а од селото само се бара да дава данок и да раѓа деца. А после детето во градот, ако оди, значи од селанинот само се бара данокот и пенисот од тој што оди во градот, пошто сега во градовите и на половина машки им требаат машки. Затоа треба да се поведе ред, стварно човечки од повеќе аспекти, затоа што Македонија како нација ќе пропадне ако не се поведе ред, ако не се појави македонец кој што е стварно македонец, што ќе ја води Македонија и баланс да балансира и на македонците и на немакедонците, а не македонците да страдаат и да даваат данок, а не македонците да порубуваат Македонија без зрно барут. Така ако е, лаудење и на овие, и на другите, и на сите, а Бранко, прво Бранко се братимеше со Ахмети, па сега овој се братими, па Лупчо се братимеше со Дачи, Мачи, па сите наоѓаат начин само за да владеат со македонците. Ништо друго не е во прашање, него додека можеме да даваме даноци и данок во крв, да даваме, ама еден ден ќе снема, нема што да даваме и градот веќе. Јас се чудам кој ќе го брани градот. Ајде, поздрав. Добро, ти благодарам многу на јавувањето.
тука ќе следува уште еден слушател, претходно јас би сакал да му дадам малку предности на Јофе да искоментира, малку не ни дојде на ред. Ајде Јофе, повели. Не, многу теми ме уфати слушателов, една работа ми фати уво, вика дека албанците со прославата оделе напред, ако мислите дека со веење знамења се оди напред. Сакаше да се докажеш за преходната тема за вонос на лекарите. Да. Значи не знам како можеш да си на страната на некој што сака недемократски да владе и да го укине штрајкот. Значи штрајкот е една од основните демократски начела, значи како што е слободата на говорот. Луѓето имаат право да се соберат и да кажат дека слушајте, ова нас не ни е добро, не ни се свиѓа. И јас како пациент потенцијален, нели сакам лекарите да се задоволни среќни, не сакам. Знаеш ли што е штрајкот? Што е штрајкот? Тоа е ултиматум. Тоа е исто како замисли ти имаш кафеана и ти си газда на кафеана. И сите овие што се гостиве ја фатат вратове, затворат и почна штрајк да треба кафеанат и викаат ние сакаме уште 2 пива и 10 кебапчиња, така нас не текна. Не искачаме од кафеана, док не ни даеш. Не е баш така. Значи лекарите сега може да побараат 10.000 евра плата вака, така? Ако направиш штрајк и се договорат, речат ние не се враќаме во операционна сала, сакаме, чекај, сакаме 10.000 евра, 2 масерки да не масираат секој ден и патување до Солун секоја на државна сметка. Значи ти не можеш вака да погрешно ја поставуваш темата, значи не е темата штрајкот е застарена приказна, ултиматум на комуњарите од времето на Сталин и дечките и ти ако не си задоволен фино лепо ќе се отидеш да се работиш на приватно, ако си задоволен, значи министерот, ајде да го видиме министерот Никола Тодоров. Он добил мандат од народот, така ли? И народ што се? Народ се 2 милиона популација, од кои само 10.000 се лекари. И ти мораш да работиш за доброто на народот. Народ не е задоволен од тоа што го добива во болниците. И ти сам знаеш дека таму има лоша, нељубезна услуга, луѓе, чекате бе луѓе, па таму умира родилки бе, таму умира, па сега му се извади на човек место бубрек панкреас му извади пред 3 дена, така? Саша, тука да те прекинам и не знам дали ја прочита веста дека единствениот доктор, значи кој што лекува, што може да пронајде карцином, веќе е заменал од државните служби. Тоа е затоа што 80% му е платата на место 100, а тој направил месецот 800 анализи. Тие се тие реформи за кои што зборуваме во моментов. Меѓутоа, ајде да се стрпиме малку, да прашам само дали имаме нов слушател, да пуштиме во програма. Има. Да. Има. Пепе, дали се слушаме? Јас се извинувам. Ало? Дали се слушаме? Сепак, слушателот се исклучи, имавме доста језив звук. Мегафонија. Ме збунил. Да. Добро. И сепак се исклучи слушателот, имам уште некоја минута да поразговараме. Една работа. Ниту јас, ниту ти Саше, ниту Бојан, Бојан не учел медицинско нешто, никој од нас тројца, значи не е квалификуван да зборува на темава. Квалификувани да зборува на темава се лекари, специјалисти кои што штрајкуваат и министеров. Не си управо. И тие треба да седнат. Чекај. Во целава приказна има 3 субјекти: лекари, влада и пациенти. Јас ја бранам сега ги бранам пациентите тука. Ме разбираш? Значи итните случаи моментално се третираат. Ма чекај бе човече, зошто само итните? Затоа што министерот 3 недели остави и збор не кажа за штрајков, освен што кажа дека не гледа штрајк. И тоа е смислена стратегија за ние сега да ги замразиме лекарите, зашто 3 недели, ало, што ви е вас луѓе? Ајде кажи ми сега ти мене, што е проблемот? Зошто штрајкуваат лекари? Што не им се допаѓа? Не сака да работат за учинок? Да, тоа е главната причина за штрајкот. Чекај, јас и ти нели сме платени ако сме работеле за учинок, ако се продава вестникот повише ќе добиеш повише пари или јас ако на мојата емисија повише гледана. Чек, тоа како може тоа да... Кај тебе на статус на Facebook имаш еден коментар, не знам кој ти имаше пишано, за на гинекологија, дека во последниот период од кога почнало тоа плаќањето по учинок, биле зголемени царските резови.
Сега, ако тоа е причината за наместо по природен пат овие да инсистираат женеве царски рез да им се прави за да се породат, ако тоа е резултатот од реформата, не знам. Добро, дечки, ајде тука да даеме малку предност, стварно ги запоставивме слушателите, да отидеме со неколку слушатели поред во програма, па после ќе можеме и малку да прокоментираме во текот. Дали имаме слушател, повелете? Имаме. Пепи, МТВ, МРТВ во пензија. Поздрав до Сашо, поздрав до Бојан, поздрав до Јофе. Повелете. Ја ги знам најмногу работите, не ја се фалам. Оти и кучен пријател, И овој скромно. Борис Трајковски. Значи, уборуваат и Јофе, и Сашо, и вие, господине Бојан. Ја ќе кажам многу кратко. Многу. Зашто ќе збориме? Општо, видите, никој не може да ја среди ова ситуација. Никој не може да се нафати. Ситуацијата е хаос и лаос. Групата, ја знаете порано, јас сум малку повозрастен. Значи, никој не може. Денеска сите сте ми песимисти, никој сите не може да се ни полат, ни чакар, ни мемати. Никој не може. Значи, вака ќе Пепи, каде не го има едино проблем? може, само малку, едино може законот на Павле Трајанов, декри, да се изврши во уставот да се внеси декриминализација. Сиот имал стекнат незаконските соземи до пепеляра. Што ти пречи најмногу, Пепи? И кујни никогаш немало, кујни народник, тоа е срамота, тоа е греота. Како кујни, за послување треба фабрики. Ајде прашајте ме нешто. Пепи, има поважни работи. Значи, што мислиш ти за лекарите? Ајде, што мислиш за меѓуетничките односи, за соживотот во Македонија? Тоа е све ја честитав на комшик Албанка. Денот на знамето и на независноста 100 години. Добро. Тоа е право нивно. И лекарите имаат право, и нема, тоа не знам како иде, тоа не ги знам тие работи. Меѓутоа, дозволено е штрајк, секдека, еве Словенија што се прави секдека, значи нешто треба да се преземи, некој јунак да дојде да ја среди, отитонеме. А ЕУ и НАТО никако. Јас сум пацифист, јас сум бил во Хипи покретот, јас сум бил на демонстрација 68 у Белград, и така натаму, не ќум ни НАТО, ни ЕУ. Кога ќе се напаѓа? Вие мислите дека можеме сами? Сами да можеме, имаме све, само добра влада, добар човек, добар осетлив, чувствителен, да се бори за народот, не само за нив. Зборам општо, немој да ме сваќате погрешно, јас сум од ВМРО од 89-та уште. А ова што трча премиерот по инвестиции? Ова не е ВМРО, ова не е, ова е комбинација. Кој сакаш да ме праша? Бојан ти беше? Пепи, само уште нешто сакав да те прашам. Ајде. Значи, како мислиш да обстанеме самите со себе? Ова и до Саше го поставувам претходно и тој назначи дека можеме да се посветиме како примерот на Швајцарија. Ја едноставно не гледам такви услови. Браво, Сашо. Значи, како можеме да станеме Швајцарија ние преку ноќ? Имаме све, имаме, да ти бројам. Дали мислите дека може да дојде и до растурање на македонската нација ако што малку почекаме во овие рамки? И тоа може, и тоа иде. Моето мислење потекнува таму дека ЕУ и НАТО може да ни обезбеди барем една земја да остане подолго време. Ја не мислам Бојан така. Ја не мислам. ЕУ не мрзи, ја штити Грција, никогаш нема да не признае и НАТО. НАТО неќум, јас сум пацифист. НАТО врши војни, Америка врши таа ќе пропадни, по моје мислење, врши војни секдека за бензин, за оружје и така натаму, за нафта. Значи тоа. А како ќе обстанеме? Имаме Орис, имаме Кенка, имаме Тутун, имаме Памок, имаме све имаме. И имаме памет. Така. 20 години сме сами, 20 години сме сами. Еве ќе ви кажам еден пример, Сивус. Тоа е фирма која што произведува софтвер, фактички продава памет на цел свет и тие имаат околу 30 милиона евра годишно заработка од продавање памет по цел свет. Значи ние треба да се гордееме со такви фирми. Значи ние имаме мозок, имаме креативни луѓе. Нашите дизајнери се најценети по цел свет. Читате за нашите дизајнери во Лондон по цел свет. Ние треба да формираме во Македонија таква нека марка, да се седне тука бизнисот, да си направи така бизнис модел и да продаваме текстил. Текстилот место да биде лон, треба ние да го дизајнираме и да го продаваме ние. Значи тука не ни треба ни НАТО ни ЕУ за тоа. Проблемот е што вие мои пријателчиња ЕУ и НАТО ја гледате како некоја мајка што ќе дојде со цицката и ќе настави уста вака, разбираш? Тоа е проблемот. Да. Добро.
Фала ти, Пепи, на јавувањето. Слушам се, поздрав до сите слушатели. Поздрав и до вас. Тука правиме една кратка пауза со реклами и се враќаме назад. Леп, крцкав и мек со постојан квалитет. Пекара Вкус. За појадок, ручек, вечера. Пекара Вкус.